77 пратеника, сите гласаа за, нема против и нема воздржани. Констатирам дека собранието ја прифати интерпелацијата. Владеачкото мнозинство во собранието со денешните интерпелации за 5 членови на Судскиот совет, Весна Дамева, Тања Чачарова Илиевска, Муљази Мустафа, Павлина Црвенковска и Селим Адеми, кои ги избра токму парламентот во претходниот состав, го почна, како што го нарече, процесот на вистински реформи во судството. На 5 мина за греф им се зема дека недоследно ги извршувале своите надлежности. Постапката во парламентот мина без присуството на двете најголеми опозицијски партии, СДСМ и ДУИ, чии пратенички групи ја напуштија седницата, аргументирајќи дека станува збор за неуставен чекор. Зошто е неуставна? Затоа што членот 68 став 1 е многу јасна и предвидува дека интерпелацијата се однесува на оние кои што одговараат пред собранието. Тоа се владата, поедините членови на владата, други носители на јавни функции кои се одговорни пред собранието. На членовите на Судскиот совет одговорност може да утврдува само Судскиот совет. Бидејќи тоа е уставна категорија, представува самостојно и независно тело во судството. Многу вознемирува фактот што ова парламентарно мнозинство, 61 глас, смета дека може да ги употреби за се што ќе посакаат, дури и за разрешување на поединци во институциите, во собранието и во секоја друга институција. И тоа ќе биде понатамошна пракса. Затоа немаме план да бидеме дел од сето ова и не очекувајте поддршка за вакви работи од наша страна. Ви благодарам. Наспроти аргументите на опозицијата, мнозинството излезе со своји тврдења зошто се решава да бара одговорност од 5 членови на Судскиот совет на овој начин, преку интерпелација. Ова не е обична расправа и ова е клучен момент во борбата за владење на правото, за правдата и довербата во институциите. Овие поднесени интерпелации и со овие поднесени интерпелации ние почитувани не му судиме на судството. Со овие поднесени интерпелации ние ја детектираме одговорноста на оние кои што требало да бидат коректив, оние кои што требало да носат правда и кои што треба да воспостават она што требаше да биде судска власт. Пред собранието да почне со расправата за поднесените интерпелации, Судскиот совет одржа седница. Дел од членовите на ова тело изјавија дека постапката во парламентот не само што е преседан, туку е и неуставна. Согласно цитираната одредба на Уставот, интерпелацијата во конкретниот случај према 5 членови кои што ги избира собранието како членови на Судскиот совет е недозволена. Не само што не е дозволена, туку овој акт што е во случајов поднесен од страна на група пратеници, кај мене се 7 души подпишани, представува, кажав и минатиот пат, преседан во досегашната парламентарна демократија на Република Северна Македонија, значи повеќе од 30 години. Досега ниту еднаш не се случило собрание да поднесе интерпелација на член на Судски совет. Судскиот совет е телото одговорно за избор и разрешување на судиите. Има 15 членови, од кои 5 ги избира собранието, 8 ги избираат самите судии од своите редови, а по функција членуваат и председателот на Врховниот суд и министерот за правда. Мандатот на член на Советот му престанува по неколку основи, како истекна мандатот по лично барање, ако е разрешен од судиска функција, ако е осуден со правосилна пресуда. Во Законот за Судски совет не фигурира основот интерпелација и таа не значи разрешување на членовите на Судскиот совет по автоматизам, туку повеќе е чин на нивна морална одговорност. Откако новата влада стапи на должност, таа најави дека има намера да го разреши овој состав на Судскиот совет, чекор кој не најде на одобрување кај дел од амбасадорите акредитирани во Скопје. За Гласот на Америка. Од Скопје, Владимир Мирчевски.